Појасот односно по 9 часот во емисијата Македонија наутро го отвораме повторно со култура. Скопје Cinema City е насловот, темата е 9-то издание, односно Скопје Cinema City е 9-то издание на филмскиот фестивал за музички документарни филмови. Се уште на терен, се колегите Ване Марковски и Јован Лесански, ќе видиме што ќе ни понудат во наредните 10 минути. Ване, добро утро уште еднаш. Да, добро утро уште еднаш, го шетаме утро во Скопје, сега сме во Карпош 2 е така? Карпош 3 во моментов, каде што е сместена и кинотеката на Македонија. Само да потенцирам, стасавме доста брзо од центар до тука, така да на изненадување и покрај облачното време и дождот што по време на утрово го имаме во Скопје, сепак во овие моменти немаме некој голем сообраќаен метеж низ пред се централното градско подрачје. Скопје Cinema City, ова ќе биде темата на нашето трето линковско вклучување ова утро и повторно тема од културата, како што доаѓа летото, во Скопје навистина голем број на настани фестивали. Го најавивме Стрип Трип фестивалот, сега и за Скопје Cinema City и неговото 9-то издание. Добро утро за Ненад Георгиевски, организатор на фестивалот. Ненад, добри не дојде на овој начин во Македонија наутро, веќе од рано наутро. Почнати подготовките, гледам, во холот се подготвуват. Да. 9-то издание на Скопје Cinema City, што е тоа што годинава ќе биде карактеристично за самиот фестивал? Добро, локацијата е кинотека на Македонија. Отвараме со една убава групна изложба на музички фотографии, на истакнати македонски фотографии. Тој ќе ни послужи нели како увертира за филмската програма, тој е филмот Алелуја на Леонард Коен, така да не чека една убава филмска биографија на Леонард Коен. Тоа е тоа што и во моментов се подготвува тука во холот? Да. Во холот од кинотека. Така, музејскиот дел. Така, тоа е само еден дел од програмата што ќе биде. Тоа е само еден дел од програмата, вториот дел од програмата, значи на 18 јуни имаме филм за Леби Сол, на моја голема радост, Као какао, вкусот на успехот. И имаме, значи го затвораме со филм за Френк Запа, многу интересен активистички филм, да кажеме, убав интересен портрет на еден така музички активист и интересен уметник. Така. Изложба и на фотографии од Маја Аргакиева, Огнен Ацевски, Роберт Атанасовски, Зденко Петровски и Стефан Рајхал. Да. Исто така дел од програмата на Скопје Cinema City. Јас работам и како новинар и многу често работам со овие луѓе. И дојде време да организираме една таква групна изложба, бидејќи го знам опусот на овие луѓе, знам што имаат и само ги замолив, многу интересни фотографии имат. Да направиме една групна изложба и на овој начин да се портретира вашата работа на едно место. И затоа ја нарекуваме оваа изложба 5 по 10, нели? 5 фотографии со 10 фотографии. Така. Мотото годинава на самиот фестивал е приказните зад музиката. Так. Секоја година е со различно мото? Па, како кога? Ова е, мислам дека погаѓа во сршта. Мислам дека секоја година можеме тоа да го кажуваме, бидејќи филмовите секогаш нешто се случило, нели? И како се случило тоа што се случило. И затоа секогаш се приказните зад музиката, фотографиите се приказните зад музиката, филмовите се приказните. Што е тоа што ги инспирирало, што е тоа што ги мотивирало, што е тоа што направило нешто да успее, нешто да не успее. Така и овој филм за Леонард Коен е всушност биографија за неговата песна Алелуја, каде што отфрлена песна, после 10 години се нашла својот пат до публиката и станала едно на најобработуваните песни, значи се појавило по милион филмови, по милион оние талент шоу и се тоа е како се случило тоа што се случило. И тоа по 10 години. И тоа по 10 години, да, и трае уште, да, алелуја. Да, и нема генерација што дефинитивно не ја знае таа музичка тема. Ова е единствен фестивал кај нас посветен на музичките документарни филмови, така? Да.
Во континуитет се одржува 9 години поред или Во континуитет, пауза до да, сега? прво немало пауза, фала Богу. Првото издание беше 2015. Имаме една филмска недела на еден филмски фестивал од сличен карактер во Хрватска, тоа не беше 2014 како пробно. Меѓутоа во континуитет Скопје Cinema City иде 9 години. Спремаме се и за еден мал јубилеј нели следната година. Така што се трудиме еве со убава програма оваа година. Верувам дека и од посетеноста сте задоволни, затоа и 9 пати веќе се одржува фестивалот, кој што како што тргнало, верувам дека ќе се остане и долго во традиција. Апсолутно, апсолутно. Кој е значењето на Скопје Cinema City воопшто за нашата кинематографија? Тоа дека обработува еден мал интересен сегмент кој што обично е занемарен, меѓутоа го има е силно присутен и силно посетен, да кажеме, на други големи филмски фестивали. Значи, како сегмент, веќе се разгрануваат работите и се организираат фестивали кои што се специализирани за една област. Сеќам како новинар, например, следев фестивал за подводни филмови. Значи, со ние што се нуркачите, како што снима. Така што се специализираат фестивалите и си канат луѓе од тие области и се насочува вниманието кон една одредена област. Затоа ние имаме и изложба на фотографии, работилници, концерти и такви работи. Да се допре до сечи музички вкус, односно и до секој вкус. Да, промовираме книги, значи се прави фокус на една одредена област и се промовираат најчесто домашните автори или странски, кога како. Така. При крајот разговорот подсетуваме уште еднаш за фестивалот кој што ја одава почит на синергијата меѓу музиката и филмот. Годинава во својата програма вклучува изложба и 3 исклучителни документарни филмови. Да подсетиме уште еднаш за крај да ги поканиме гледачите да бидат дел од утре и во недела и од колку часот. Значи настаните почнуваат во 19 часот. Изложбата во 19 часот, до 17 филмот Алелуја од 20 часот. Потоа на 18 филмот за Леби Сол, кој што ќе биде бесплатна проекција, ќе почне исто 19 и филмот за Френк Запа е од 20 часот. Благодарам, Ненад, за гостувањето и благодарам што ти одземавме неколку минути од подготовките. Знам како е ден пред да се почне фестивалот, иако подготовките ви траат сигурно многу повеќе во текот на целата година, но сега се оние главни финеси. Така е, има многу работа за да тие таа посета на луѓето да им биде сосема нормално. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Се гледаме ни од утре на Скопје Cinema City. Бранко, со ова линковско вклучување ние ќе ја завршиме денешната теренска обиколка на Скопје. Резимирам уште еднаш 2 убави фестивали викендов кои што ќе ја развижат културната сцена кај нас. Едниот е Стрип Трип фестивал, прво издание на овој фестивал за стрипови во Младинскиот културен центар и 9-то издание на Скопје Cinema City во кинотеката на Македонија. Одлична причина за скопјани кои што викендов ќе останат во главниот град, ете да посетат не еден од овие 2 фестивали, туку да ги посетат 2 фестивали и да уживаат. Облачно утро оставаме позади нас во Скопје се уште, но времето подсетувам уште еднаш од понеделник малку ветува повеќе сонце и температури на 32 степени Целзиусови. Поздрав од ова наше последно линковско вклучување.